За сите оние кои што сакаат да одвојат време за своето здравје, за нив ќе најавиме едни јога активности кои што ќе се спроведат во месец мај, односно исто така ќе информираме, односно ќе известиме како од јога до подобро и физичко и психичко здравје. Токму повеќе за некои јога активности кои што ќе се спроведат во месец мај. Ово утро заедно со мене е Билјана Пишава, јога инструктор. Добро утро и драго ми е што прифативте да направиме еден убав утренски разговор. Ви благодарам многу на тоа што можам да учествувам, да зборам и да споделам нешто поврзано со јогата. Хелти јога активностите кои што ги правам во месеца мај, како и цела година, нели впрочем. Оваа година, значи јога часовите кои што ми се наменети за луѓето кои што сакаат да го подобрат своето физичко, ментално и емотивно здравје, ги нареков со една парола: вдишуваме мир, издишуваме љубов. Всушност тоа е и најголемиот проблем, најголемите предизвици со кои што се соочува модерниот човек и луѓето кои што живеат на ова поднебје, дека нели на македонски јазик ги држам часовите. Е тоа дека живееме под многу голем стрес, со многу големи очекувања и цели кои што си ги задаваме лично за себе или пак ни ги задава дали од работа, дали од семени некои работи кои што ни се случуваат, и тоа прави на луѓето претежно стрес, голема напнатост. Од тоа на долг рок, ако така останеме и не сме свесни да тоа дека сме цело време под грч, може да развиеме некоја психосоматска болест или пак било како да се развие таа состојба. И токму затоа јогата е многу добра како алатка, како техника, бидејќи таа не враќа во себе, не го враќа внатрешниот баланс, не враќа на мирот, нели, вдишуваме мир, да се смириме, да доживееме спокој внатрешен, а она кој што излегува од нас да биде љубов, да биде радост, да биде ентузијазам и на некој начин не соочува со тоа што имаме внатре во себе, затоа велиме дека истовремено и работа на себе, подобрување на себе, бидејќи кога ќе застанеме и ќе се погледнеме внатрешно себе си и ќе видиме дека имаме немир или ќе видиме дека сме тажни, си да го дозволуваме да го почувствуваме тоа нешто, за да може да влезе или да излезе да речеме негативна емоција, да влезе нешто убаво, позитивно, спокојно за нас, и тоа е нешто што го правам на моите јога часови. Значи имам два типа на часови, едните се онлайн часови, нели вежбањето онлайн почна како по-актуелно за време на короната, но сметам дека има огромна предност дека се вежба онлайн, бидејќи е многу поевтино, бидејќи многу се заштедува време, особено во ова време нели кога ни се кратки роковите, и бидејќи сепак јас вежбам во живо онлайн, значи на некој начин таа групна енергија постои, бидејќи луѓето ние се гледаме ако сме онлайн и комуницираме, и тоа е она што не зближува како една заедница, хелти јога заедница, така ми се вика и страната. Додека вежбањето во студио го вежбаме во едно студио во кисела вода, сега нели тоа е малци поограничено, кој може да дојде, кој не, но кој е заинтересиран нека погледне на мојата веб страна, може да види и на веб страната healthylifeskills.mk или на Healthy Yoga страната која што на Facebook, на Instagram имам доста информации. Например, во месец мај, крајот на месец мај, традиционално го правам 18-тиот јога активен одмор, ова ми е 18-ти. Изминатите десетина години имав нели по 2-3 годишно јога активности, јога ретрити, и овој ќе го правам во Керет, во Албанија, за време на продолжениот викенд на крајот на месец мај, кога времето нели ќе биде исто вака сончево и убаво. Ќе работиме во природа, тоа е еден од најдобрите бенефити при вежбањето на било која активност, особено на јогата, бидејќи вежбањето во природа, дали на плажа, дали во планина, дали во парк, навистина уште повеќе не чисти, не енергизира, не полни со енергија. Плюс дополнително на јога активните одмори доаѓаат луѓе кои што не се познаваат. Знаете, секогаш им велам, дојдете ако и немате друштво, бидејќи на тој начин запознавате луѓе со слични интереси. Имаме активности каде што учиме нели разни техники за подобрување на комуникација, за подобрување нели внатрешното емотивно здравје. Значи вежбаме јога, имаме медитации, имаме заеднички активности, групни активности, имаме овој нели бидејќи ќе бидеме на море, ќе се бањаме заедно, ќе правиме јога во вода, така да доколку некој од вашите гледачи е заинтересиран да дојде на таков јога одмор, нека погледне, ве повторувам, на мојата Facebook, Instagram страна Healthy Yoga или на мојата веб страна healthylifeskills.mk. Нека прочита и слободно нека ми пише.
Сакам да напоменеме нешто за овие јога активности кои што ги спроведувате и онлайн и патувањето кое што го напоменавте. Какви видови на јога ќе се спроведат низ овие вежби, со оглед на тоа дека, ако не се лажам, имаме два типа на јога? Не, има повеќе типа на јога. Знаете како, традиционално јогата значи соединување, нели, единство, враќање во себе. За различни луѓе, различни типови на јога одговараат. Може да го замислиме тоа јогата како една птица со отворени крила, нели? Клунот, раџа јога е она кое што сега го носи аштанга јога како карактеристика, тоа е дисциплина, фокус, посветеност, цел, наоѓање. Додека крилата и опашката исто така се дел од јогата. Тие се карма јога, нели, она што е јогата поврзана со служење, кога помагаме на другите, бакти јога, јогата поврзана со девоција, значи со разбудување на љубовта во срцето, преку пеење, преку мантрање, преку било која друга, нели, спиритуална практика. И джнана јога е јогата која што е поврзана со знаењето. Има луѓе кои што сакаат да прочитат книги, на вистина да се информираат и потоа да влезат во тој процес на самоистражување и доаѓање до себе. Всушност, со текот на годините, многу учители, се создадува многу правци, бидејќи секој учител на некој начин сака да го одели својот правец, да биде поразличен од другиот, и заради тоа се создава една забуна, но сепак во основа на сите јога физички вежби, да речеме традиционалниот пристап е хата јога, тоа е она што јас го правам на моите часови, традиционална хата јога, и од тука веќе, нели, може да се развие на подинамични стилови, на посмирени стилови, но пак ќе напоменам, за секој човек постои различен, бидејќи сите сме различни како темперамент и како карактер, му одговара одреден стил кој што на него ќе му помогне за да дојде до истата цел од сите патишта, нели, на исто место не носи, а тоа е да се соединиме со себе. Кога велам соединиме со себе, мислам да се смириме, успокоиме, да нашите мисли, зборови и дела се едно. Често пати едно мислиме, друго збориме, трето правиме. И јогата токму тоа ни го помага, да бидеме присутни сега и овде. И уште нешто сакав да додадам, многу често на јога доаѓаат интровертни луѓе кои што немаат потреба да комуницираат, немаат потреба од многу луѓе, сакаат, нели, да влезат во медитација, да дојдат во контакт со себе и да се смират. И најчесто луѓето мислат дека за јога да одиш треба да си таков. Не. Оние другите пак, екстровертните, кои што имаат потреба од комуникација, динамични се, имаат многу активности во текот на денот, нели, она што сега практично на некој начин целото општество, сите ни го, како еден внатрешен ритам во нас го наметнува. Всушност на екстровертните многу повеќе може да им помогне јогата, бидејќи ќе дојдат во контакт со себе, со тоа што имаат во себе, дали емоциите, дали во умот, дали физичкото тело да го осетаат, бидејќи често пати не сме поврзани со себе, заради тоа што сме некаде, нели, умот има тенденција да оди или напред во иднината или да не враќаме во минатото, да ги вртиме старите работи, а преку јога вежбите се враќаме на сега и овде. Значи, може јогата секој ден да ја практикува како вештина која што му помага да се врати сега и овде во својот живот и да биде посреќен и подобар. Може некој да ја практикува јогата како филозофија, каде што ќе научи за тајните на самопознавањето, тајните на старите мудреци. Може некој да ја практикува како спиритуална пракса, со мантрање, со подлабоко навлегување. Секој еден аспект од јогата е различно скалило и секој еден пат е во ред, во океј, тоа сакам да кажам. При самиот крај сакам да ве прашам и колку е потребно често, во текот на една недела или месечно да се практикува јога, односно ете како што кажавте на самиот почеток, колку често треба да вдишуваме мир. И дали почетници кои што никогаш не се занимавале со јога можат да дојдат да присуствуваат на тие активности, да започнат од нула, или пак потребна е некоја духовна, физичка подготвеност? На јога може да дојде било кој од 7 години малтене, иако моите деца, да речеме, одеа на јога за деца од многу помала возраст до многу возрастни луѓе. Например, на јога одморите, јога активните одмори, лани, кога го правила Мољани, имаше
доста постара жена која што имаше 94 години и која што активно вежбаше. Значи, годините не се поврзани, немаат улога. Исто така не треба, тоа е сега во модерно општество, или мора да сме спремни па нешто да направиме. Не, едноставно доаѓаш, ги следиш инструкциите, убаво е на почетокот секогаш во група да вежбаш, бидејќи на тој начин ги следиш инструкциите, инструкторот може да те види, да те коригира, ја чувствуваш енергијата, истото и онлайн, или со вклучени камери. Секогаш е убаво да се започне, значи се започне во група и после човек кога сака навистина да работи за себе, треба секој ден да вежба. Тоа е, мислам, за било кој спорт, ако сакаме да постигнеме успех, иако јогата не е спорт, пак морам да напоменам, значи, за да постигнеме успех, треба секој ден да го правиме тоа, но доколку не можеме секој ден. Например, да си кажеме, да си ветиме сами на себе, дека 2 пати неделно ќе го правам ова, и така кога е тоа на долг рок, 5 години, 10 години, 20 години, навистина има ефект. Еве, од мојот личен пример можам да ви кажам дека навистина има ефект, кога на долг рок помалку се практикува едно нешто, тоа е како копање или над бунар, па копаш и на крај доаѓаш до водата, али ако купаме на различни места, не значи дека ќе дојдеме до водата. Така е, важно е да имаме некаква цел за да стигнеме побрзо до неа. Ви благодарам многу за одвоеното време, ето што имавме можност да слушнеме нешто повеќе за јога активностите. Фала многу, благодарам што ме поканивте. Тоа беше Билјана Пешева, јога инструктор. Верувам дека со внимание слушавте со оглед на тоа дека освен што дознавме за сите оние јога активности кои што ќе се спроведат во месец мај, исто така ги дознавме и бенефитите од јогата и секако доколку сакате да се грижите за своето здравје, а никогаш не сте се занимавале со јога, слободно можете да почнете од нула.